Изградбата на дата центри е иднината, а ние треба да одлучиме дали ќе бидеме лидери или ќе останеме на дното. Мицкоски, објаснувајќи реторично, го постави прашањето за живот без дата центри. Што би се случувало со светските мултинационални компании кои што имаат вредност од неколку трилиони милиарди долари, од практично илјадници милиарди долари, ако тие влијале негативно врз квалитетот на животот на граѓаните, ние едноставно треба да одлучиме како држава дали сакаме да бидеме лидери во регионот или повторно да бидеме на дното. Ако сакаме да бидеме лидери, тогаш што е иднината, јас апсолутно и политички, и како професор, и како инженер стојам позади изградбата на оваа индустрија и ќе ја поддржам целосно како индустрија и ќе го превземе владата институционалниот ризик. За ставот на опозицијата за дата центрите, Мицкоски изјави дека од СДСМ не го аргументираат со теории стари 15 до 20 години, при тоа образложувајќи го планот. Ние како држава имаме проект во делот на реформската агенда со Европската унија, каде што тие ќе обезбедат гранти, ефтин заем и така натаму, и ние ќе изградиме национален дата центар кој што преку системот на интероперабилност ќе ги собере сите институции на едно место. И тука ние ќе имаме сајбер заштита практично на сите институции од денешка. Сега секоја институција од сајбер напади се брани како знае и уме. А потоа тој примарен дата центар ќе го поврземе со веќе постоечкиот секундарен дата центар кој што е во Прилепско, за да имаме заштита. Ако не дај Боже настане, би рекол, упад во системот на интероперабилност, да можеме преку секундарниот дата центар да ги заштитиме податоците и терцијално решение ќе имаме национален клауд, каде што за секој случај ќе ги чуваме сите податоци од сите институции кои што ќе бидат поврзани. Има ли потреба од загриженост поради изградбата на дата центри? Апсолутно не. Апсолутно не, и ќе се градат дата центри согласно националната стратегија, затоа што повторно ќе кажам, тоа е иднината на човештвото. Човештвото се движи во таа насока. Минатата година 25 или 24 не ме држате за збор, Франција има 68 милиарди евра инвестиции во дата центрите. Бруто домашниот производ на Соединетите американски држави е врз основа на вештачката интелигенција и дата центрите. Да не е тоа, тие ќе бидат во рецесија и во банкрот. Сите ние треба сега да одлучиме дали ќе влеземе во политичко мучуриште на опозиција која што не се разбира и која што испраќа вести кои што немаат никаква врска со реалноста, или ќе го фатиме чекорот со правецот во кој што се движи човештвото.